се ближи Великден, па затоа решив да на некој начин овие неколку наредни саботи, не знам колку ќе бидат, размислуваме во тој правец. Ќе отвориме на почеток во Евангелие по Јован, еве сега Јован повторно. Јован, 12 глава, 32 стих. Јован, 12 глава, 32 стих. Веќе тоа и го спомнав таа мисла, додека ги кажував информациите. А јас, вели Исус, кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. И потоа вели 33 стих, за да го дообјасни овој, тоа го рече за да покаже со каква смрт ќе умре. Исто како што змијата во пустината на крстот, нели, на оној бронзен крст, она бронзена змија, беше издигната и така и Синот човечки ќе биде издигнат и ќе ги привлече сите кон себе. И навистина нема момент во Библијата кој што највеќе говори за тоа колку Бог не сака. И нема момент кој што може да влијае врз една личност толку колку што може да влијае она што се случило на Голгота. И затоа не е на одмет, како што има обичај сестра Олгица, така и ние во молитвите да благодариме за Голгота, затоа што без тој момент немаше да бидеме ние денеска воопшто не меѓу живите. И човек се прашува, знаете, јас како ново крстен, значи да се вратам сега малку назад, 97-ма таму некаде, ништо не е случајно и чудно што, нити тогаш, нити пак сега, помалку ми е чудно што многу уметници токму го осликуваат тој момент. И јас тогаш, ете, ме фати некоја еуфорија, не знам каква, мислам дека сестра Олгица веќе виде во англиската Библија кој што ја дадов, на втората страна таму насликан Исус со трнов венец. Значи, ме фати некоја еуфорија, ја претходно цртав, ама цртав нешто друго. Ги цртав оние мои идоли кои што ги имав порано во животот. Значи, онака, чисто со молив. И памук користив. Молив и памук, и лист хартија, тоа. И нацртав и неколку цртежи, значи, во кој што пред се, значи, беше опфатен токму тој момент. Смртта Христова на Голготскиот крст, неговите маки и страдања. И веројатно тоа беше поттикнато токму таа љубов која што јас ја почувствував. Пред се читајќи ги Евангелието по Јован, но и посланијата, прво Јованово, второ, каде што видите како се зборува за љубовта. Исклучок може би беше еден цртеж, кој што така беше малку поголема форма, беше Христовото доаѓање, значи го насликав и Христовото доаѓање, онака како што, нели, обично го сликаат уметниците, со ангели, нели, на облаци и така натаму. Зборот ми е, значи, дека тој момент е навистина оној кој што има привлечна сила. И човек може само да се запраша колку, дали е можно некој толку многу да не сака. Јован 3,16 и не е неопходно толку и да го читаме, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде и својот единороден син, за секој што верува, да не погине, туку да има живот вечен. Замислете ја љубовта. Но, ова не почна тогаш. Дали Исус се даде тогаш? Не, прво Петрово ќе отвориме, во прва глава. Од 18 стих.
знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато, од својот суетен живот што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христа како невино и чисто јагне, кој беше предназначен пред создавањето на светот, а се јави на крајот на времето заради вас. Уште пред создавањето на светот и знаеме ние како Исус доброволно во случај на пат на човештвото самиот се понудил да се даде како жртва. Од тогаш почнал тој пат негов кон Голгота, и односно патот на животот би го нарекле, затоа што патот на неговата смрт, меѓутоа живот за сите нас. Исто во Јован 14 глава 6 стих, и не мора ни тамо да отвараме, јас сум патот, вистината и животот, вели Исус. А еве се отворите во 1 Петрово 2:21, значи веќе читавме во првата глава, во втората глава 21 стих од 1 Петрово, еве што стои запишано. Зашто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример, за да врвите по неговите стапки. Да ја наречеме оваа серија стапки или чекори или пат до Голгота, од која што оваа прв чекор, кој што денеска ќе зборуваме, ќе се вика отфрлен. И сега ќе се запрашате како може отфрлен да биде чекор кон животот. Внимавајте како глаше стихот. Затоа сте повикани, како што Христос страдаше за вас и ви остави пример, и вие да врвите по неговите стапки, по неговите чекори. Дали Христос беше отфрлен? Дојде на земјата, се понизи, зеде човечка природа и уште Јован во првата глава што вели? Дојде при своите, ама неговите не го примија. Беше отфрлен. Исаија 53 глава 3 стих. Познатата глава на Исаија, 53 глава 3 стих. Што вели овој стих? Беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата, од кого секој го отстрануваше лицето, беше презрен и за ништо го сметавме. Дали еден христијанин треба да го помине овој истиот пат, за да стигне до Голгота, до својата Голгота, односно да стигне до животот, всушност, што значи вечен живот. И рековме, како може отфрлањето да биде чекор кон животот? Да отвориме во Матеј 10 глава. Веќе спомнавме, Исус бил отфрлен дури и од своите најблиски. Не бил разбран, иако покажал совршена љубов и разбирање кон целото човештво, највеќе кон својата мајка и своите полубраќа, тој не бил разбран од нив. И стои запишано во вдахновените списи, сестра Елен Вајд вели, многу често бил осамен. Отфрлен. Знаете, нималку е пријатно тоа чувство да бидете отфрлени. Денеска сите се трудат да имаат некаква припадност, да припаѓаат во некоја група, да не бидат одвоени, отфрлени, на страна, презрени. Но што ни вели Матеј 10 глава, 21 стих до 25? А братот ќе го предаде брата си на смрт, и таткото, детето и децата ќе станат против родителите и ќе ги убиваат. Ова, иако е во друг контекст кажано, денеска многу одговара на времето во кое живееме. Деца убиваат родители, родители спротивно своји деца и така натаму. Но, ова е сосема друг контекст, значи, заради вистината, заради Христа, ќе се случуваат поделби. И ќе бидат намразени од сите, ќе бидете намразени, всушност, од сите заради моето име, но кој претрпи до крај ќе биде спасен. Дори 24 стих, 25 вели, ученикот не е над учителот, ниту слугата над својот господар.
доста му е на ученикот да стане како неговиот учител и на слугата како неговиот господар. Ако стопанот на куќата го нарекува Велзевул, колку повеќе неговите домашни. Ви се случувало овакво нешто во животот? Ќе ве маркираат и ќе речат, тоа е забега, ово е. Знаете, Исуса го обвинувале дека ги истерува демоните со демонски сили. Кој знае што се зад грб ни зборат луѓето? Може би сте имале некоја прилика така да послушнете, меѓутоа, може би мнозина од нив сметаат дека сме тргнале по Велзевул. Меѓутоа, а што друго не очекува кога нашиот господар, стопанот го нарекува Велзевул, беше отфрлен дори до тие крајни граници да се зборува и да биде обвинет дека му служи на ѓаволот, тогаш што може да се очекува во нашите животи. Сега да отвориме во Јован 6 глава. Која што глава, ќе имаме прилика и тогаш, додека трае таа серија, да ја проучиме подетално, е моментот каде што се свртуваат работите во Христовиот живот. Зборуваме за неговиот живот на земјата. Јован 6 глава, 2 стих. Многу народ одеше по него, зашто ги гледаат чудесата што ги правеше над болните. Пазете, Исус во еден период од своето делување и живење на земјата бил неверојатно популарен. Многу народ го следеше. А ова е како резултат на што? Што се случува во Матеј 14 глава? Сеќавате од 5, не мора да отвараме таму, од 5 јачменови лебови и 2 риби. Значи, ова е настан кој што се случува веднаш после. Јован 6 глава е веднаш после тој настан. Се случува вистинско чудо. Исус ке нахрани, вели таму, 5000 мажи, освен жени и деца. И сега сметајте, 10, 15, 20.000 може би биле. Замислите си каква бројка е тоа. Цело Свети Николе. Па да, е пример. Неверојатно голем настан. И луѓето тргнале по него. Со една мисла да го зацарат, затоа што ваков цар, кој не сака. Ваков да е денеска ќе речат, па овој ќе не извади од економска криза, нема проблем. Преку ноќ. Колку сака, толку ќе направи и храна, и не знам, и се. Замислите си денеска да имате еден таков случај, па се зборуваше за Саи Баба, дека не знам, материализирал, не знам што правил таму чуда, и имаше своевидна популарност, денеска има своји следбеници. Но, ите еден цитат од Елен Вајт, запишен во Евангелизам, 313 страна, што вели. Сатаната си има своји посебни планови да ја наполни црквата со лажни браќа, преку кои тој може да работи уште поуспешно за да го ослаби Божето влијание. Зошто го следело ова мноштво? Од каде популарноста Христова? Затоа што многу сакале духовна храна овие или пак тргнале всушност под телесно? Значи, мнозина денеска, додека е се уште благосостојба, го следат, може би Христа се нарекуваат христијани, и еден друг цитат ќе ви прочитам од 4-то сведоштво, вели, благосостојбата ја полни црквата, ама со формални следбеници, а неволите ја празнат. Значи, во овој случај гледаме мноштво на луѓе кои што тргнале по Христа, негови следбеници, ама го следат од сосема други причини. И навидум Исус е популарен. Исус е кушан со популарност. Замислите си, можел лесно да каже, иако и претходно бил уште кушан од ѓаволот, ќе ти дадам се. Целиот овој свет, сите богатства ќе бидат твои, ако ми се поклониш на мене, ако ми служиш на мене. Исус тоа не усторил, не дошол ради тоа.
Дали можеби ние како црква сме кушани на тој начин? Можеме ли да ја наполниме преку ноќ црквата? Ја ви велам дека можеме. Има начини, ама со тие начини ќе оставиме погрешен впечаток пред луѓето дека, не знам, тука се дели може брашно, зејтин, не знам, или едноставно и ние сме како дел од светот, мислам, бомњеви забава, или на било кој начин. Значи, има начини на кои што може да се привлече мноштвото. Но дали е тоа целта? Значи, знакот на успехот не е некој надвршен мир или пак прифатеност. Знаете, нашата црква до неодамна, до 50-тите години беше сметана во редот на сектите. И направи страшни компромиси за да влезе во редот на црквите. Бе направени страшни компромиси 50-тите години од минатиот, значи, 20-тиот век. Сега не е тоа темата. Зошто? За да биде прифатена. Секој од нас може да биде кушан на тој начин. Значи, да бидете во мноштвото, да бидете таму каде што е популарно да се биде. Зашто да бидете во тамо некое малцинство? Кај што се малку, 20-30 души, 50, ништо повеќе. Но, што вели Светото писмо за вистинските пророци? За оние кои што стварно биле Божи следбеници. Лука 6.26. Лука 6.26. Горко вам кога сите луѓе зборуваат добро за вас. Треба да се радувате, а не да барате почести и луѓето да ласкаат и да зборуваат само добро за вас. Горко вам, тешко вам, кога сите зборуваат добро за вас, затоа што тоа може да ве занесе, тоа може да ве бутне. Зошто нивните татковци им правиат така на кои? На лажните пророци, не на вистинските. Оние кои што дојдоа за човечки почести, за човечка слава. Или ја отворите во Матеј 5 глава. Матеј 5. Дел од беседата на гората на блаженството. Од 10, 11 и 12 ки читаме. Блажени се оние кои се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Блажени сте кои ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас, секакви лоши зборови заради мене. Ќе бидеме ценети, ќе бидеме почитувани, ќе бидеме прифатени или нешто друго. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Ова им се случило на вистинските пророци. А предходниот стих беше за лажните. Како би можеле всушност да бидеме популарни како следбеници Христови, кога вистината е факт дека никогаш не била популарна? Има ли некојаш период од христијанската историја кога вистината била популарна? Дали било популарно во Христово време, во тоа време, вистината за тоа време било да Христос биде признат, односно Исус биде признат како Христос, односно како Месија? Не. Летале од синагогите тие таквите. Биле исклучувани од тогашната црква. Значи, ние сме повикани да ја проповедаме вистината, а со самото тоа не можеме да очекуваме да бидеме прифатени, туку, напротив, да бидеме отфрлени од луѓето, од мноштвото. Како што и Исус бил отфрлен, дојде при своите не го примија. Тоа е еден од чекорите кој што води кон живот. И сега се враќаме пак во Јован 6 глава да ги видиме овие моменти, кои што биле прекршителни во неговата служба, во животот негов на земјата. Јован 6 глава 15 стих. Исус штом разбра дека сакаат да дојдат и да го одвлечат насила за да го направат цар, значи еве што барале, што сакале луѓето, што направи? Пак се повлече сосем сам во гората. Исус беше кушан да биде популарен. И тоа не ја прифати популарноста, туку прифати да биде отфрлен.
Читаме понатаму, 27 стих. Што им вели? Работете не за храна што се расипува, затоа што знаел зошто дошле, зошто го следат. За храна што се расипува. За телесна добивка. За телесен интерес, не за духовен. 27. Работете не за храна што се расипува, но за храна што останува за вечен живот, а што ќе ви ја даде човечкиот син, зашто Бог, таткото, го потврди него за тоа. Потоа од 53 стих, што им вели до 56? Вистина ви велам, ако не го јадете телото на човечкиот син и не ја пиете неговата крв, ова веќе, може би повеќе соодветно да се кажеше следната сабота, меѓутоа, за тоа ќе слушнеме нешто може би повеќе од Јани. Значи, ако не го јадете телото моје и не ја пиете мојата крв, нема да имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има вечен живот и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Ако сакате да имате живот, нема да имате живот сигурно од овие сендвичи што ги добивте од лепи риба. Сосема им го свртува вниманието од телесното кон духовното. Тој дошол како цар, односно, ќе дојде како цар повтор пат, но дошол за да воспостави духовно царство, ќе дојде да го воспостави тоа духовно царство, а не телесно, онака како што сакале евреите, па и самите ученици очекувале такво нешто. И тие биле заблудени. Затоа, подосна што ќе им каже? Самите ученици во 6 стих ќе кажат, тешка е оваа беседа, кој може да ја разбере. Ги промашал нивните очекувања. 61 стих. Бидејќи Исус знаеше во себе дека неговите ученици негодуваат, заради тоа им рече, за ова ве соблазнува. Подоле ќе им рече, да не сакате и вие да ме напуштите. Од тој момент се свртува се. И лјадници го следат, може да предпоставиме, и лјадници се во прашање го следат, трчаат. Заобиколиле од другата страна на езерото, која слушнале дека од таа страна се нашол, трчаат по него, да се сретнат со Исуса. Зашто трчаат? За лепи риба. Шестиот стих, оттогаш мнозина од неговите ученици се вратија, и не одеа веќе со него. Не само учениците, не станува збор за овие 12, меѓутоа и за мноштвото на луѓе. Не одеа веќе со него. Исус беше отфрлен одеднаш, претходно популарен, сега отфрлен. Нема друг начин за да се стигне до животот. Мора, ние и сме претрпеле такво нешто и трпиме се уште отфрленост. Мора да се помине по една таква траса. Матеј 10 глава, отворите во Матеј 10 глава. 35 до 38. Зашто дојдов да го раздвојам човекот од неговиот татко и керката од незината мајка и снајата од незината свекрва. И непријатели на човекот ќе бидат неговите домашни. Кој го люби таткото или мајката повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој го люби синот или керката повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој не го зема својот крст и не оди по мене, не е достоен за мене. Доаѓа ден кога треба да одлучиме. Дури и помеѓу вистината, Христос, отфрленоста, а од друга страна, може би и семејните врски. Може би таткото, мајката, жената, децата. Затоа што се јасни, недвосмислено се јасни овие стихови што ги читат. Ке има раздвојување во самото семејство. А тие се тешки моменти, отфрленост. Како што и самиот Исус имал во своето семејство. Прашањето е од кого сакаме да бидеме прифатени, од човек или од Исус?
Да отворим сега во Марко 8 глава и ќе читаме од 31 стих до 33. 8 глава, 31 до 33. Само да напоменам, кажав, ова чувството на отфрленост е многу болно чувство. И некако човекот е, таква му е природата да биде во мноштвото, да биде почитуван, да му се оддава слава од луѓето, а не да биде во некоја тамо отфрлена група. И еве во оваа ситуација ќе го видиме Петар како само еден пример на сите нас, на човештвото, на човечката природа, како изреагирал, откако Исус ќе им каже на учениците, 31 стих, и почна да ги учи дека човечкиот син треба да пострада многу и да биде отфрлен од старшините, првосвештениците и книжниците, и дека ќе го убијат, и дека по 3 дни ќе воскресне. И тоа го зборуваше отворено. Затоа што знае дека му се ближи часот, ќе дојде часот, а на нив треба да им остане јасно по кој пат треба да минат. И самите тие. И Петар го зеде насамо и почна да го укорува за мисля. Еве човечката природа. Не сака отфрленост, не сака да минува еден ваков пат. Што му вели? Оние познати зборови. Но тој се заврате, ги погледна своите ученици, го укори Петра и рече: оди си од мене, Сатано, зашто ти не мислиш за она што е Божјо, туку за она што е човечко. Човечкото е слава, почест и популарност. И тоа Бог, Исус, морал да дојде до дното, да се понизи, да биде отфрлен, да биде презрен, да го даде животот за нас, за да ние можеме да живееме. Тоа е патот на животот, никој друг. А да се следи Христос, значи често пати да бидеш отфрлан, да бидеш презрен, дури и од најблиските. Дури може би од црквата, од вашите најблиски. Елен Вајд вели на едно место дека за мнозина од нас ќе биде тест тоа да може би се најдеме единствени сами осамени во некоја црква, значи подразбирам по тоа локална црква, каде што ќе треба да застанеме и да ја браниме вистината. А сите други ќе бидат против. Но отфрленоста од луѓето, рековме, води кон живот. Што е побитно, да бидете отфрлени од луѓето или да бидете отфрлени од Бога? Мислам, што е потешко, да речеме? Или што е полесно? Како сака да поставите тоа прашање? Во Јован 9 глава, еден кој што се родил слеп, да ве подсетам сега малку. Затоа што Исус ќе го прогледа, ќе му биде вратен видот и овој ќе го признае за Христос. Внимавајте, тоа било катастрофа во тоа време. Да го признаете Исуса дека е Месија. Зошто неговите родители во една прилика ќе рече, па прашате си го него, он е голем, он ќе ви каже, што не прашувате нас. Се плашеле, вели писмото таму во 9 глава Јован, од што се плашеле? Од старешините, затоа што секој оној кој што го признава Исус за Христос, за Месија, ќе лета од синагогата. А тоа за нив било страшно. Тоа за нив значило загуба на вечниот живот, готово, крај, пропаст. Да. И слепиот бил исфрлен од синагогата. Пазите, имате еден тамо стих кој што вели дека ќе дојде време кога ќе ви исфрлаат и од синагогите. Значи, ќе мора да поминеме пат, ако не сме го поминали, а верувам, мнози од нас и поминуваат и поминувале таков пат на отфрленост. И од најблиските. Ќе бидете исфрлени од синагогите, како што овој бил исфрлен, затоа што го признал Исус за Месија. И внимавајте сега како Бог се однесува кон таквите. Тоа се негови чеда. Вие може да бидете отфрлени од мноштвото, може да бидете отфрлени од општеството, од луѓето, може би од вашите браќа, од домашните дома, но Исус чу дека го истерале надвор. Внимавајте, Бог посебно има истенчено чувство на слух кон тие таквите.
кои што се отфрлени, заборавени тамо, презрени. Чу дека го истерале надвор, го најде, че повторно се среќава, тој е моментот кога слепиот прв пат го гледа Исус. Претходно бил слеп, нели? При првата средба. И, што му вели, веруваш ли ти во Синот Божи? Тој одговори рече, а кој е тој Господе за да верувам во Него? Значи, бар исповедање на вера од Него. И Исус му рече, си го видел кој зборува со тебе, тој е, и тој рече, верувам Господ. И му се поклони, му служеше. Каков е односот на Бога кон оние кои што се отфрлени? Исфрлен бил од синагогата. Тој ги прифаќа. Значи, не грижете се ако бидете отфрлени од луѓето, а може би од вашите блиски. Загрижете се ако бидете отфрлени од Бога. Тоа е страшно. А патот кој што Исус го минал, треба и ние да го минеме. Првиот чекор кој што го разгледуваме е отфрленост. Или Матеј 28:20, едно огромно ветување што го дал. Како го завршува Матеј своето Евангелие? И јас сум со вас. Значи, од први го дава налогот. Одете, проповедете го Евангелието, научете ги народите, се што сум ви заповедал, и крштевајте ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. И при тоа не заборавајте, ќе бидете отфрлени, ќе бидете мавани, бркани од град, од еден град, па одете во друг, нели, често пати дава совети. Но не заборавајте, јас сум со вас. Колку да бидете отфрлени од другите, јас сум со вас. Јас не ве заборавам, во сите дни до свршетокот на светот. И ќе завршиме со 1 Петрово. 1 Петрово, 2 глава. Подолг текст од 10 стиха, ќе го прочитаме, меѓутоа е многу значен и се вклопува совршено во ова што го зборуваме. И така положите ги на страна секоја злоба и секаква измама и лицемерство и завист и секаква клевет. Како новородени деца, копнете по чисто духовно млеко на Словото, за да пораснете преку него за спасение. Ако сте вкусили дека Господ е добар. Пристапете при него, живиот камен, кого навистина луѓето го отфрлија. Ако пристапувате кон оној кој што е отфрлениот, автоматски вие, како што сами одвели, ако Господарот го нарекува Велзевул, ако он беше отфрлен, па што очекувате вие? Пристапете кон оној жив камен, кого навистина луѓето го отфрлија, но кој е од Бога избран. Може би луѓето го отфрлија. Неговите го отфрлија. Но тој беше од Бога избран, од Бога избрано орудие за спасение на човештвото. И скапоцен, дозволете од самите вас како живи камења да се изгради духовен дом, свето свештенство, за да принесувате духовни жртви, кои му се пријатни на Бога преку Исуса Христа. Зашто пишува во писмото, поставувам во Сион аголен камен, одбран и скапоцен. И кој верува во него нема да се посрами. Може би ќе биде отфрлен, и тоа нема да се посрами. Така, за вас, кои верувате, тој е скапоцен, а за оние кои не веруваат, каменот кој го отфрлиат зидарите, но кој стана аголен камен, темелен камен, и камен за сопнување и стена на соблазна, на која се сопнуваат оние кои се непокорни на Словото, зашто се и определени. А вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, народ придобиен за да ги прогласите славните дела на оној кој ве повика од темнината во својата чудесна светлина. Вие кои некојаш не бевте народ, сега сте Божи народ. Вие кои некојаш не бевте помилувани, сега сте помилувани. Изборот е наш. Дали сакате да бидете отфрлени од светот и помилувани, а тоа значи живот, или пак сакате да бидете прифатени, сакате популарност, ама и проколнати. Во заграда непомилувани, што значи пропаст. Тоа е патот на еден христијанин. Како што читавме во 21 стих од
втората глава, истата оваа глава, 1 Петрово, зашто затоа сте повикани. Зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример, за да врвите по неговите стапки. Тој беше отфрлен и презрен. Не се чудете ако и вие бидете во една таква ситуација, ако и вие мора да поминете таков пат, затоа што тој пат оди кон животот. Нека му е слава на Бога. Амин.